Дали и вие бевте шокирани од изјавите на Трамп на средбата со Нетањаху? Еве се што кажа тој. We'll take over the Gaza Strip is a demolition site, occupation to resettle people permanently and we'll own it. Ова доаѓа само неколку дена по неговиот предлог за трајно преселување на палестинците надвор од Газа, што тој детално го објасни. Така, председателот на една од највлијателните демократски држави во светот одобрува и се залага за принудно раселување на палестинците од нивната земја, призната според меѓународното право. До него насмеан седи човекот директно одговорен за убиство на повеќе од 62.000 луѓе, меѓу кои најмалку 17.881 дете. Трамп рече дека Газа сега е целосно уништена и не е соодветно место за живеење, седејќи до човекот чија држава ја уништува Газа и врши геноцид врз палестинците во последните 15 месеци. Тој исто така тврди дека палестинците би биле раселени доколку имаат безбедна алтернатива, додека знаеме дека истите тие палестинци живеат таму со генерации, па дури и со векови. И дека овој пекол, како што го нарече Трамп, е нивна земја која не сакаат да ја напуштат. Додека тој вели дека Јордан и Египет ќе ги примат палестинците од Газа, горе споменатите земји и земјите од регионот како Туркија, Саудиска Арабија и Катар го отфрлаат планот на Трамп. Дека Газа им носи само смрт на палестинците и дека се ќе се повтори ако останат таму, се тврдењата на еден од највлијателните лидери во светот, кој во исто време има моќ да спречи понатомашни дејствија на неговиот соговорник од Израел, кој всушност требаше да биде уапсен по неговото пристигнување во САД по наредба на Меѓународниот кривичен суд. Наместо решетки, посебен третман. По сето ова, заедничките пораки за мир на Блискиот Исток стануваат бесмислени, додека Нетањаху е првиот странски лидер на кој Трамп е домајќин откако ја презеде функцијата.